Ениса Еминовска, вие гледате каква хистерија, на вистински збор е хистерија, настана околу не само правата на ромите, околу целата состојба, ситуација во која тие живеат во Македонија. И сега, ајде прво околу образованието, заради тоа што и Министерката за образование Весна Јаневска констатираше дека има сериозен проблем околу образованието на ромите. Тоа се децениски проблеми кои никако не може да се решат, само се констатираат проблеми. И сега да ве замолам, вие, што кога би седнале на маса со Министерката за образование Јаневска, какви солуции, какви решенија би понудиле околу образованието на ромската заедница? Заради тоа што, пак да констатираме, властите се оние кои се виновни, секако не граѓаните во Македонија. Благодарам за поканата и за просторот што го овозможувате различни гласови да бидат чуени во овие важни моменти. Да, Министерката за образование и наука го лоцира проблемот кај ромите и нивните традиции, па во таа насока споменува деца на улица и споменува обичаи кај ромите да се оди привремено во странство и оттаму произлегуваат еден куп проблеми подоцна со нивно вклучување, односно реинтеграција во образовниот процес. Тоа го потенцира Министерката наместо да одговори на прашањата кој ги води децата за редовни, како што таа сама вели, има деца во образованието кои што не посетуваат настава редовно, а се водат како редовни. Значи тоа е прашањето кое што нас би не интересирале да чуеме одговори. Бидејќи има законски прописи, значи во Законот за основно и Законот за средно образование, дека доколку детето отсуствува од редовниот процес на образование повеќе од 30 дена консекутивно, тогаш училиштето има 3 работни дена рок да го извести локалниот просветен инспектор или доколку во таа локална единица за самоуправа немаат локален, тогаш да се обрати до државниот. Значи, во иста насока имате и протокол за идентификување, меѓусекторски протокол за идентификување и упатување на деца на улица. Ова го зборувам бидејќи таа ги спомена, кој што повторно ја уредува улогата на секој од клучните чинители во државниот апарат, а тука е секако и МОН, за тоа како се врши таа идентификација и постапување со тие деца, наместо да ги споменуваме дека тие постојат како реалност која што не може да се промени. Проблемот е таму што во државните институции, мислам преку и ваквите ставови на една министерка, можам да заклучам дека тоа што се нормализира е обичајот на институциите да се навикнале на оваа слика, дека ромски деца изостануваат од школскиот систем и дека е нормално да се видат ромски деца на улица и при тоа никој да не се почувствува одговорен, освен самите роми. Во таа насока да одговорам на вашето прашање, ако јас би имала можност да седнам на маса и да предложам нешто на Министерката, имам 2 предлога. Едниот се однесува конкретно на ова прашање и вториот е на одговор околу прашањето за целата фама, дека формалното образование треба да биде пресуден фактор за некој да учествува безбедно во сообраќајот. Сега, првиот одговор се однесува на тоа дека јас немам никакви други решенија и предлози од она што веќе постои, а постои многу. Ги споменав законите за основно и средно образование, како што наложува задолжително до таа возраст. Споменав протокол за постапување со деца на улица. Во исто време имате препораки од Комитетот за заштита на правата на децата во контекст на Конвенцијата за права на деца од 2022 година и ми се чини дека се тие последни. Имате извештај на Европската комисија во Скопје со јасни препораки, имате стратегија за унапредување на состојбата на ромите и акциски планови, меѓу кои и акциски план за образование. Во таа смисла јас немам навистина ништо ново да понудам. Тоа што јас го предлагаме само доследно да се следи имплементацијата на тие закони и кога се лоцира одговорноста да има правичност. Значи да, во ред е да размислуваме, кога некој дете недостасува, да се утврдат причините. Дали причината е
некој се негативен однос на родителите и недостаток на едукација, бидејќи таа ја акцентираше повторно важноста од образование на ромските родители за важноста да ги праќаат своите деца на училишта, доколку се утврди дека во конкретниот случај тоа е тоа што недостасува на тоа конкретно семејство, таа интервенција се презема. Меѓутоа, доколку се утврди дека децата и тоа семејство живеат во мултидимензионална сиромаштија, имате податок од УНИЦЕФ од минатата година, ми се чини, дека националниот просек во Македонија е дека 1 од 9 деца е во ризик или живее во мултидимензионална сиромаштија, а кај ромските деца тоа изгледа 1 од 3. Да се вратиме назад. Доколку се утврди дека од ваков тип се причините зошто тоа дете недостасува, тогаш да се преземат соодветни мерки со центрите за социјална помош и мерките кои што се достапни на вистина за сите граѓани, ништо посебно за ромите, нели? Социјална помош, посебни детски додатоци, имавме на времето условни парични трансфери, нели, се додека децата се на училиште, дека семејствата добиваат одредена помош и така натаму. И конечно, доколку се утврди дека се работи за родители кои што не сакаат, нели, да својата функција родителска да ја спроведуваат како што тоа се предвидува во контекст на најдобриот интерес на детето, тогаш имаме и казни. Меѓутоа, тие казни не може да бидат само за родителите, а никој да не поставува прашање што се случува со училишните служби, со просветниот инспекторат и понатаму сите институции во ланец кои што треба да се вклучат, да стигнеме до тоа каков пристап е потребен за да се решат конкретните прашања. Реков, имам уште еден одговор и предлог за министерката, а тоа се однесува на конкретната ситуација. Вака лаички имав малку време, од прилика 1 час да прочепкам на интернет, да истражам како овие теми изгледаат и како се регулираат во Европската унија, нели натаму стремиме, па се хармонизираме со нивна легислатива, регулатива и така натаму. Значи, минатата година во ноември е донесена Европска директива 2025/2022, која што се однесува на модернизација на сообраќајот и правилата, во која што меѓу другото акцент се става на инклузивноста во тој процес, пристапот на луѓето да подеднакво учествуваат во сообраќајот на безбеден начин, и во таа насока докази за формално образование не се толку важни. Значи, луѓе кои што се неписмени, луѓе кои што имаат проблеми со читање и пишување од типот на дислексија или други попречености кои што, нели, ги ставаат во несправедлива положба околу самиот процес, АДХД и така натаму, се споменува дека за тие луѓе можат усмено да се обратат во центарот каде што ќе полагаат, да побараат усмено да бидат испрашани, да побараат аудио верзија со voice-over технологија, или да побараат присуство на судски преведувач доколку во прашање јазикот не ги разбираат прашањата, или да побараат поддршка од некој инструктор, стручно лице кој што прашањата ќе им ги постави на поедноставен начин. Само да нагласам дека тука не се работи за компромис околу безбедноста во сообраќајот и многу европски земји акцентирано очекуваат, има одреден број на часови возачка едукација кои што тие треба да ги поминат. Значи, важно е да се знае сигнализацијата, да се читаат знаците правилно и да се обезбеди можност, нели, да ги положат испитите. Сега, како тоа би изгледало на ниво на Македонија? Најпросто е дека една од можностите министерката со своите институции, особено оние што ги споменуваше за вечерните школи и можноста за образование на возрастни, наместо да очекуваме тие луѓе сега да потрошат 4-5 години за да завршат основно образование, нели, со тоа што ќе земат 1 година, за 1 година ќе земат 2 оделенија, тоа решение до сега постоело. Јас не гледам што ново се понуди. Меѓутоа, овие вечерни училишта би можеле да, доколку нема, еве јас не знам, доколку нема, меѓутоа скратени, интензивни, брзи курсеви за описменување, со кои што ќе им возможи на тие луѓе да бидат функционално писмени и со потврда од тоа вечерно училиште да се обратат во автошкола и да започнат процес за добивање на, нели, возачка дозвола. Знаете како, ужасно изгледа оние слики кои ги гледавме, како луѓето од ромската заедница плачат и молат да не им бидат одземани колите. Од друга страна, мислам дека еднакво ужасни беа оние слики на социјалните мрежи, властите еднакво се закануваа дека ќе биде одговорено жестоко, но околу социјалните медиуми можевме да видиме како граѓаните, нашите сограѓани, со фашистички пораки и пароли ги решаваат проблемите на овие луѓе кои плачат. Тоа не е ништо ново во Македонија.
малцинските заедници, вклучувајќи ги албанците, ромите, турци и така натаму, секогаш фашизмот победувал Македонија кога станува збор за поинаквите и десничарските идеологии кои никако не можат да ги зауздаат овие фашистички изблици на нашите сограѓани. Ако можам воопшто да ги наречам сограѓани тие луѓе кои се служат со фашистички пароли. Ете таа жестокост што премиерот ја најави сега во контекст на ова што го зборувате, меѓутоа ќе се навратам уште еднаш на тој момент кој ќе преземе одговорност за бранот, за силниот бран на говор на омраза што се случи во овие изминатава недела, каде што еден цел народ беше нападнат, каде што еден цел народ се повикува на насилство врз еден цел народ. Имаше и смејување, имаше мајтапење, но имаше и повици на насилство. Дали за тоа некој ќе преземе одговорност? Дали ќе се огласи Сдруженијето на новинари, бидејќи имаше неколку медиуми, за жал еден или два, кои што покажаа дел од изјавите на луѓето каде што велеа дека некој нека не провери. Ние бараме начин и опција како да положиме за возачки испит, а не да возиме без дозвола, и дури рекоа дека самите ќе си платат. Наспроти тоа што слушаме дека министерот Шабан Салију и некои од Сдруженијата на граѓани веќе излегува со барања за субвенции за ромите за да полагат за возачка дозвола, апсолутно не. Затоа што самите тие не побараа субвенции, тие побараа начин. Тие побараа начин и укажаа на системска пречка за да го добијат тој документ. И сега државата треба да најде решение. Тој наратив беше испревртен, тој наратив беше спинуван од мнозинството медиуми и во таа насока очекувам да чуеме сега дали некој за тоа ќе преземе одговорност и како ќе се третираат пораките со конкретни повици на насилство, дали тие полицијата сега ќе ги повика на разговор во сите градови од каде што се слушаат такви повици. Да се вратиме назад на жестокоста на премиерот, значи најава за жесток одговор, кој дозволил 30 години група граѓани во повеќе градови да вози без положен возачки испит. Значи, дали некој ќе отвори истрага за тоа дали локалните полициски службеници од сообраќајните па до инспекторите и началниците во тие полициски станици во тие градови кои што излегува во јавноста овие денови, дека не знаеле дека 30 години ова се случувало, или треба и таму да лоцираме одговорност за овозможување на вршење на кривично дело, а тоа е небезбедно учествување во сообраќајот и при тоа закана и опасност за сите, буквално. Да. Ако не може да се докаже кои од сообраќајните полицајци добивале подкуп, тогаш нека одговараат инспекторите. Ако не може и таму да се докаже, нека одговараат и началниците, по логиката за тоа кој ќе плаќа кога ЈСП возачите ќе направат грешки во системот за Safe City, ќе одговараат шефовите на возните паркови. Така по таа логика нека одговараат овде и началниците. Во таа смисла, повторно правдата за да биде правична, треба некој да седне на обвинителната клупа и од другата страна, бидејќи е сериозно некој тоа да го дозволувал 30 години. И сега да биде злоупотребено против овие неколку индивидуалци. Во таа насока на овие луѓе, индивидуални луѓе против кои што веќе се поднесени кривични пријави, им е потребна правна помош, бесплатна правна помош, бидејќи сигурно нема да можат да обезбедат адвокати од профилот кој што ќе издействува сега дека избинувањето е олеснителна околност или дека биле во состојба на афект. Туку овде правдата многу брзно, експресно, експедитивно ќе ни покажат како работи, за разлика од други случаи каде што правдата работи баш бавно. Друга работа што сакам да потенцирам околу најавата за жесток одговор на премиерот беше зошто премиерот имал потреба да се чуе со министерот за внатрешни работи и да му каже да настапи жестоко. Па зарем вработените во Министерството за внатрешни работи не знаат како да се справат со толпа и со протест кој што излегува од рамките на законот. Имаше палење на гуми и отпад и видовме имаше и противпожарни возила. Зошто требаше некој да почека тоа така убаво да потрае еден цел ден, едно попладне и дури премиерот да најави дека такво дивење во наводници нема да се дозволи наредниот ден и ќе следат кривични пријави. Јас очекувам дека МВР знае како да се справи со толпа.
дека министерот дури не треба ни на своите вработени да им се јави да им каже, тоа е пропишано во законот, што е соодветен одговор, а што би значило прекумерна употреба на сила и веќе злоупотреба на позиција на моќ, затоа што во Битола особено имаме историја на полициска бруталност врз ромите и многу често неразрешени состојби. Значи, како да се свати поинаку таа изјава на премиерот, освен како закана која што беше упатена јавно. И дури ми се чини дека таа закана упатена јавно не беше само изолирана за овој протест и за овој настан што се случи поврзан со ромите, туку како да беше најава за сите други протести што следуваат, кои што веќе почнуваат во земјата, што за загадувањето, што за платите, што блокадите, што ги најавија синдикатите од денес па натаму како втора фаза. Ми се чини дека беше тоа опомена за сите нас кои што ќе посегнеме да поставуваме прашања што ќе повредат суетата на оваа гарнитура. Така да мислам дека и во таков контекст треба да се свати како радикализација, како да ни најавува сценарио на Србија и Вучич методологија во Македонија. Јас така се почувствував. Добро, извинувањето на ромите покажа навистина удар врз достоинството на овие луѓе. Таа најава за жесток одговор од страна на премиерот резултираше со извинување од страна на ромите. Но тоа може да се разбере само како удар на нивното лично достоинство. А не само достоинство и безбедност, значи извинување кое што е изнудено со страф не е извинување. Во тие извинувања кои што излегува поединечно еден по еден, мислам тие луѓе требаше да се извинат, не затоа што премиерот се заканал, меѓутоа на кого требаше да се извинат. Не требаше да се извинуваат на суетните лидери и така како што ги нагласија премиери, претседатели, министри и сите поред, нели на кого му сгрешивме, меѓутоа ми се чини дека во една или две од тие извинувања чувме извинување на македонскиот народ и извинување односно јавност и извинување на Министерството за внатрешни работи. Тоа се двете единствени инстанци каде што тие луѓе навистина треба да се извинат и тие имаат доблеста тоа да го направат. Меѓутоа и таму се поставува прашање, не сакам да ширам спекулации, меѓутоа се шират муавети дека на луѓето им е отидено дома во присуство на полиција и медиуми за да ги снимаат тие извинувања. Не ми се верува дека тоа било нивна иницијатива, ако морало медиумите да одат во присуство на полиција. Дали биле исплашени да отидат таму, доколку самите луѓе ги повикале. Тоа е повторно, има основно јавно обвинителство сега кое што очекувам да истражува како 30 години оваа состојба дозволено, дали имало корупција, дали имало мито, па во тој контекст да допровери како и ова извинување се случило, дали има вистина во тоа дека било изнудено под присуство, нели во присуство на полиција. Ајде околу децениската дискриминација на ромите заради тоа што само неколку сегменти ја плативме. Таа не само во образованието и во овие аспекти за кои говориме околу возењето на колите. Таа дискриминација е во сите области. Нечовечки услови едноставно имаат за живот. Можете да поминете само кај шутка и да видите како не се грижи државата за елементарни хигиенски услови. Државата е таа што треба тоа да го стори. Секако не луѓето. И сега, можат овие луѓе да поднесат тужба против државата за ваквиот третман кон нив? Можат и треба, меѓутоа моето ограничено знаење на оваа тема е дека кога ќе излеземе надвор од рамките на домашната норматива и легислатива и кога ќе поидеме во Европскиот суд за човекови права, главните пресуди на тој суд кон Македонија во минатото не значеле ништо. Дека Македонија не плаќала обештетување, дека Македонија не се извинувала, дека Македонија не коригирала. Во таа смисла, државата може да се плаши од тужба, колку што се плашат и ромите од казните од законите кои што не функционираат. Значи, живееме во клима каде што сето ова се овозможува. На некого му се овозможува да остане, нели, да вози 30 години вака, некој се обвинува, еве немате образование и тоа е ваш проблем, сиромашните се виновни што не се сиромашни и така натаму. Значи, начнав преска еден муабет околу правдата. Ако овие луѓе сега, например, кога ќе им се суди на нив или они ако почнат да бараат правда и да ја тужат државата по сите овие основи кои што вие ги споменавте, тогаш со која брзина ќе се движи правдата?
во споредба со сите други мега скандали кои што ги следиме, повторно со која брзина е дозволено таму на правдата да се движи. Имате функционери, имате бизнис елити кои што можат да се дозволат да платат адвокати, кои што понатаму вадат медицинска документација за жолчки во камчиња во жолчки, за потреба од операција на тестиси и така натаму. Значи повторно со која брзина во Македонија се движи правдата и која регулира таа брзина? Кои судови ќе судат за едните, истите судови кои што судат за овие другите? Односно не судат. Емиловска, не судат. Не, за овие случаеви ќе видиме колку брзо се случи. Веќе добија кривични пријави, ќе видиме дали ќе има притвор, ќе видиме кои се тие кривични, по кои основи, по кои точки треба да одговарат и сигурно сум дека ќе ги добијат најстрогите казни. Знаете што, пред некој ден така слушам емисија на претрес кај Ландов со директорот на затворот во Идризово, господинот Јовановски, и во одреден момент од тој подкаст се зборува за тоа како имате цело крило во Идризово кој што станува старечки дом. Значи Идризово е полно со луѓе кои што се со катетер, кои што им е потребна 24/7 грижа и нега, кои што прашањето се поставува дали тие луѓе треба воопшто да бидат во таа институција. Немате ни опасност за повторување од дело. Мислам, тие не можат да се справат со сопствената состојба здравствена во која се наоѓаат, ги носат на лекари да прават се што може за нив, меѓутоа не е затворот тој кој што ќе одлучи дека тие треба да се заминат од овде. Треба суд да пресуди, треба некој да иницира, треба некој да провери кој лежи. Во тој контекст затворите се полни со луѓе што лежат за кебапи, со луѓе што лежат во со катетер на 80 години и така натаму, меѓутоа никако да отидат да одговараат сите други скандали кои што не тресат во периодов и во изминативе години, се едно кој бил на власт. Политичките партии кои ги застапуваат ромите, воопшто и не ги застапуваат. Тоа е конечно, можеме да го заклучиме тоа како непобитен факт практично. Дали не ги представуваат или големите партии кога формираат коалиции, колку се нивните намери искрени да нешто сменат во сликата и зошто треба ромските партии во коалицијата да се грижат за ова? Еве, забележувате, почнуваат промени во нашето општество секако позитивни, кога многу албански новинари, инфлуенсери и општа популација се јави во изминатата недела, која што можеше да ги види овие работи за кои што денеска јас и вие разговараме. Не требаше да посебно нешто да некој да ги подготви. Меѓутоа, дали ромските партии не ги представуваат интересите на ромите или во самиот момент кога се поканети да влезат во коалиција покажано им е местото. Покажано им е колку вредат за основа на тоа колку гласови носат во предизборите. Во изборните кампањи, во предизборните кампањи, кога големите партии повторно, да не навлеземе во таа дихотомија и досадна бинарност СДСМ и ВМРО, значи кога тие одат во ромските мала да прават кампања, да ја представат својата програма и така натаму, зад кулисите и меѓу редови што им се кажува на тие роми? Слушаме за подкуп на нивните гласови, слушаме за не знам уште дали има зејтини и брашно се дава, шумите се ваши. Сечете ги шумите нелегално, значи ама гласете за нас, возете без дозволи 30 години, како до сега, така и од сега, ама ќе плаќате за тоа. Знаете, на овие луѓе им е поевтино да ги формализираат своите бизниси, да имаат документи и им е полесно отколку да треба да плаќаат мито и корупција на секоја инстанца што ќе ги идентификува како вршење на некоја нелегална дејност. Дали со тоа што собираат отпад за рециклирање, не им се регистрирани дејностите преку фирми, дали со тоа што возеле без дозвола 30 години така. Значи, ете така стојат работите во Македонија. Добре, благодарам господјо Еминовска за овој разговор. Благодарам уште еднаш за можноста да се чујат различни гласови.